Почитувани гости, представници на медиумите, министри, добре дојдовте на заедничката пресконференција на председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев и председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер. Премиере Заев, повелете. Почитуван председателе на Европската комисија господине Јункер, почитуван еврокомесар за соседска политика и за проширување на Европската унија господине Хан, почитувани представници на медиумите, чест ми е да упатам благодарност до председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, кој избра Република Македонија да биде прва од земјите од оваа негова посета на Западен Балкан, при која ќе ги запознае граѓаните и политичките лидери од регионот со најважните точки од новата стратегија за кредибилна перспектива за проширување и зајакнат ангажман на Европската унија со Западниот Балкан. Со стратегијата, Европската комисија ја потврдува европската иднина на Република Македонија како географски дел од Европа кој ќе стане и дел од политичката структура на Европската унија. Сосема на место е определбата дека Унијата треба да биде посилна пред да стане поголема, а Република Македонија е подготвена да го даде својот придонес во таа насока. Од наша страна ја афирмираме уште еднаш силната желба и посветеност за длабоки внатрешни реформи, без одлагање, со лидерство и одлучност да ја изодиме оваа клучна делница од патот кон нашето пристапување во Европската унија. Пристапувањето на Република Македонија кон Европската унија директно влијае врз подобрувањето на животот на граѓаните. Нам и на сите граѓани ни е јасно дека колку сме поуспешни во остварувањето на домашниот реформски план, толку побрзо ќе пристапиме кон Европската унија, но и толку побрзо ќе се подобрува секојдневниот живот на граѓаните на Македонија. Во стратегијата се гледа дека Европската унија ги препознава досегашните резултати на Република Македонија и се оддава признание за нашиот напредок. Не очекуваат уште неколку исклучителни важни активности за да ја направиме оваа 2018 година историска година за Македонија. Пред се, очекуваме извештајот на Европската комисија да го забележи значителниот напредок постигнат од владата на планот на домашните реформи. Позитивниот извештај и обновената безусловна порака ќе даде дополнителен поттик на внатрешните реформски процеси, но и на понатамошното унапредување на добрососедските односи. Од самитот на ЕУ Западен Балкан во мај во Софија очекуваме да се создаде иновативна агенда по примерот на Солунската, која јасно ќе го трасира предпристапниот пат во Европската унија врз основа на предлозите од стратегијата. Силно сме уверени дека во јуни 2018 година Советот ќе донесе одлука за почеток на пристапните преговори. Работиме на обезбедување на поддршка од сите земји членки. Од самитот во Лондон во јули 2018 година очекуваме продолжување на Берлинскиот процес, зајакнување на регионалната соработка и поврзување со конкретни чекори кои го подобруваат животот на граѓаните на државите од Западен Балкан. Почитувани, во разговорот со председателот Јункер укажав на фактот дека во напорите за унапредување на добрососедските односи Република Македонија фокусот го става на градење нови мостови на соработка, отворен диалог, заснован на меѓусебно почитување. Затварањето на долгогодишните отворени прашања не е едноставен потек. Се работи за сензитивни прашања за нашите граѓани. Охрабрени од договорот за пријателство со Бугарија, продолжуваме со сериозна посветеност за надминување на клучниот проблем што Грција го има со нашето уставно име. Заедно со премиерот Ципрас работиме посветено на затварање на овој долгогодишен и мачен проблем, чие решавање ќе го отвори патот за интеграција на Македонија во Европската унија и НАТО. А тоа за нашите граѓани ќе значи и обезбедување нови инвестиции, нови работни места, повисоки плати и подобар живот за граѓаните. Во врска со овој проблем, за владата на Македонија е прифатливо име со географска одредница која ќе направи дистинкција меѓу нашата држава и регионот во Грција. Сепак,
инсистираме на решение кое ќе овозможи трајно и одржливо затварање на спорот со почитување на достоинството и идентитетот на двата народи и двете држави. На крајот, наша е должност да превземеме одговорност за оваа историска можност да го решиме ова отворено прашање меѓу двете земји. Благодарам. Ви благодарам, председателе Заев. Да. Драг Зоран, дами и господа, навистина сум среќен, како и комесарот Хан, што сум денес во Скопје, затоа што долго време не сум го посетил, од 2003 тако. Добро се сеќавам што е навистина своевидно злодело. Другото злодело што туку ќе се случи затоа што за еден час треба да ја напуштам земјата и ќе одам во Албанија, но сакав да кажам дека она што се случува во Западен Балкан, односно во овој град и во оваа земја, е тоа што вашата земја е географски дел од Унијата, но ќе одам и подалеку затоа што земјата е и дел од историјата, која што си има вашата собствена историја, која што ни е добро позната, но исто така и европската историја. И станува збор за помирување на историјата и на географијата. Тоа ние го направивме со новите земји членки и ќе го направиме и со вашата земја. Вашата земја која што добро разбра дека Европската Унија не е само заедница на економски интереси, туку е пред се заедница на вредности. Тоа е важна димензија во европската изградба. Затоа што ние не сакаме да правиме неутрално економии, туку сакаме да ги приближиме луѓето кои што ќе споделуваат заеднички вредности. Навистина сум среќен да забележам дека вашата земја, особено последните години, постигна напредоци кои што ќе ја овозможат уште повеќе да се приближи до Европската Унија. Вие спроведовте реформи кои понекогаш го зачудија и светот за продлабочување на вредностите кои што од една страна треба да си останат ваши, но со Бугарија успеавте да склучите пријателски договор, што ја зголеми репутацијата на вашата земја во Европа, и сакам овде да ја истакнам храброста на вашиот премиер, која што ја зголеми репутацијата на оваа земја. Што се однесува до името на земјата, не би сакал ништо да кажувам, затоа што на вам ви останува да си го решите тој проблем со вашите грчки пријатели. Јас минатиот петок за време на Европскиот совет во Брисел разговарав со грчкиот премиер Ципрас за да и му кажав да остане на веќе отпочнатиот пат и можев да забележам, стигнувајќи на аеродромот, дека нешто се сменило во однос на целокупната состојба и состојбата од претходно. Не дојдовме овде за да ви соопштиме датум за почеток на преговори, туку да ви кажеме дека сте на добриот пат и ако продолжите на тој пат кон реформите, за неколку месеци ќе овозможите на Европската комисија, на Советот да му препорача отворање на преговорите за приклучување во Унијата, но се уште не сме дотаму, затоа што предстојат уште чекори кои што треба да се спроведат во врз база на собствените заслуги на секоја земја, а вашата земја има многу собствени заслуги. Значи, може заедно да направиме многу работи, големи работи, ако останеме силни. Инаку, навистина, се извинувам што сум краток во мојот говор, затоа што треба да се видам и со председателот на државата, а ме чекаат и во Албанија. Имате прашања? Првото прашање Ларс Дојче Веле. Yes. Hello, Lars Woltesek, Deutsche Welle. Hi. Yeah. Prime Minister Zaev, there's several EU countries that are concerned about a further EU enlargement. How do you respond to these concerns in terms of explaining to people and to countries that this is a win-win situation for your country and for the European Union? And if I may, President Juncker, the strategy paper mentions that one of the key issues for success for this strategy
strategy is that countries show their own initiative. Where do you see, or do you see own initiative here in Macedonia? Where do you see it, in which aspects that the country is showing initiative? Да, истакнав дека земјата постигна огромен напредок последните години, затоа што познат ви е извештајот за земјите од Западен Балкан, во кој што има водечки иницијативи, и во тие рамки земјата постигна забележителен напредок и продолжува да го прави тоа. Јас што туку кажав, дека ако продолжите како што веќе и го правите, европската перспектива на оваа земја не е повеќе условена. И бидејќи се повикувате на таа замореност од проширувањето во одредени европски земји, јас овде ќе ви кажам дека Европската Унија не е собственост на земјите членки во моментот, затоа што има повеќе собственици кои што имаат вокација уште повеќе да се зголемат. Благодарам на прашањето. Многу често е дебата овде во нашата земја. Нашата желба да бидеме членки на Европската Унија е прашање на вредности. Ние веруваме во вредностите на Европската Унија. Понекогаш можеби дури и повеќе од некои земји членки на Европската Унија. Тие вредности за нас се светост и сакаме да ги практицираме и да ги живееме овде во Македонија. На Европа можеме да ја дадеме многу. Можеме да ја дадеме пријателство, работлив народ, оптимизам, позитивна енергија и секако да бидеме составен дел во вкупната нејзина поставеност на глобално светско ниво. Секако Европа ја знае Македонија. Дури и земјите членки кои што се со некоја резерва, ако се уште со резерва, треба да знаат дека од Македонија ќе добијат, а нема да изгубат ништо. Ние сме пријателска земја, мала земја, но сме европска земја. Наредни прашања. Имаме простор за уште 3. Повелете микрофонот само. Hello, Anisa Salihu, Alsat, journalist. I would like to ask Mr. Juncker. Of course, we have homework to do in order to be part of European Union. I would like to hear your comment about the rhythm we are realizing the reforms, and also your comment about our efforts to solve the name issue with Greece. And can we ever count on European diplomacy if we'll need that? The first point, I made it clear. I think that we are more than satisfied with the rhythm of reforms which have been undertaken in this country, including something very important. That's the way the government is trying to reconnect with the opposition parties. That's very important because we want to be sure that the whole process is supported by a large community inside the country. And as far as the name is concerned, by opposition to our normal behavior, I don't want to lecture those involved. Normally we are telling the entire world how things should be done. This time, speaking to specialists, I'm refraining from giving public instructions. Do your job with Greece, and Greece has to do its job with your country, and then things are moving in the right directions. This internal kind of reconciliation was impressive. The treaty with Bulgaria was another milestone on your way to the membership of the European Union. The reforms, although they have to be completed, because all this will be judged on a merit base, are impressive. So don't be worried, but continue.